Добар ви ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Еден голем поздрав ви испраќаме од етно комплексот и етно ресторанот Златно буре Кучково. Во непосредна близина на градот Скопје, на само 20 минути возење со автомобил ќе пристигнете овде. Во ова убава снежна идила ќе прошетате, има многу атракции од околу, едноставно на крајот можете да уживате во прекрасните специјалитети. И како велам дека вкусот на традицијата е емисија за сите, од најмалото до најстарото. Затоа што тука разменуваме рецепти, ви благодарам на сите вас што ни испраќате толку многу рецепти, што ја гледате нашата емисија, но ова емисија за мене е денеска нешто посебно. Знаете зошто? Дека ја имам специјална ексклузивна гостинка во денешната емисија, а тоа е ова прекрасна принцеза Темјана. Темјана, здраво! Здраво! Добре ни дојде во емисијата. А знаете што е најинтересно за Темјана? Таа сама се пријави да биде наша гостинка. Па тоа толку ми беше сладко и токму заради тоа што е таа гостинка во вкусот на традицијата, јас одлучив да направам заедно со неа, двете ќе ги месиме, ќе правиме едни од најомилените колачиња на дечињата, а тоа е ванилички. Така, ти дали сакаш, Темјана, ванилички? Да. Кој ти прави тебе најубави ванилички дома? Тато. Тато ти прави, леле. Ова беше изненадување за мене. Не мама, не баба, туку тато. Значи следниот пат ти ќе дојдеш со тато, така? Колку години имаш? 6. 6, браво. Каде живееш? По Кучково. Леле, значи на најубавото место си тука, пошто јас снимам тука емисии, ти мене стално ќе ми доаѓаш во емисија, добро? Сега веќе ќе го смислиш и следниот рецепт, така за следниот ден што ќе правиме, така? Сега, јас ќе ти кажам еден рецепт, што овие ванилички се најубави. Мојата сестра Гордана ги прави овие ванилички и моите деца, јас имам внука како тебе, Јана, кој што е поголема од тебе. Ти има 6, Јане има 9 години, а имам и внук кој што е малец, кој нема уште 1 година, се вика Јован. И сега они ќе гледат емисијата со тебе. Сега да ти кажам како ќе ги направиме овие ванилички, важи? Јас кој ќе ги измесам и ти ќе ги вадиш формите со една чашка, договорено? Да. А одиш во училиште? Да. Во кое училиште одиш? Во Јоаким Грчевски. Прводелинија си? Да. Браво, браво, браво. Да ја поздравиме учителката, како ти се вика учителката? Кате. Кате, те поздравуваме заедно со Темјана и сите другарчиња од училиштето и твоето семејство. Значи, за да се направат овие ванилички, нас ќе ни биде потребно 150 грама путер, кој што е на собна температура да може да се работи со рака. 2 жолчки, 1 кора од лимон, 100 грама мелени ореви, 2 супени лажици цимет, 1 пакетче ванилин шекер, брашно по потреба и шекер во прав за препелкање на ванилиците. Сега одиме да се фатиме за работа, така? Темјана, ајде почнуваме. Значи, еве ни го путерот и ќе ставиме сега ванилиниот шекер, тука, ванилиниот шекер. Ајде ти вака сега подавај ми на мене. Подавај ми орев, подавај ми ова. Се, ајде, стави го сега тоа тука ти, тука. Така, можеш со другото раче да фатиш, се да извадиш, или добро е, се падна, браво. Ајде сега и оревите, може сама. Браво, бе, Темјана, каква помош си ми. Од сега само со тебе ќе снимам емисија. Затоа што си имам асистентка денеска, така? Супер, стави ги јајцата, 2 жолчки, тоест. Ете така, ти мириса убаво на кората од лимон, така? Ајде сега да почнеме со
месење, но најпрвин со вилушката ќе го изгмечам малку путерот. Ете така. Колку да направам само територија да направам за месење. Ете така. И сега ќе го додадеме брашното. Малку по малку, не. Прво ќе почнам вака да месам. А ти биди подготвена за цимето да го ставиш. Добро? Целото? Целото, ама јас кога ќе ти кажам, важи? Да. Прво треба да го стопам убаво путерот меѓу рацете, меѓу прстите. Така, после ќе додаваме и брашно. Сакаш ти цимет? Да. А мелени ореви? Леле, Да. знаеш ли колку се убави овие? Прекрасни се. Некогаш сакам мелени ореви, ама не секогаш. Не секогаш, нели? Точно каде што одговара. Тебе одговараат во торти, во колачи. Јадеш многу сладки, сакаш? Кое ти е најомилено? Колаче? Па на тато. На тато, леле, ти си на тато принцезата, дефинитивно. Како се вика тато? Метју. Како? Метју. Метју, браво, браво, браво. Ајде сега го ставаме тука циметот, стави го циметот, одлично. И сега ќе ми додаваш брашно. Добро? Така, со рачето ќе ставаш брашно. Сега прво циметот убаво да влезе насекаде, да се одлично. Ајде сега додавај ми брашно. Додаве. Ете така. Можеш и вака. Ајде половина од ова. Половина од ова стави ми. Ете така. Кога го велиме брашно по потреба, да видиме колку добро е, за почеток добро е, да видиме колку ќе земе путерот и жолчките од јајцата, колку ќе земат брашно. Така. Така. Треба да направиме едно тврдо тесто. Тврдо бисквитно тесто, затоа што знаете дека за ванилици треба тврдо тесто. Тука не се става пециво, затоа што ова нели бисквит. И ванилиците се најубави кога ќе отстојат, дури утре, задутре ќе бидат уште поубави. Ова што го вадам е шекерот кристализиран, малку ако го фати нели паре или така влага, ќе кристализира. Ете, ја мислам дека и ова ќе биде доволно. Сега малку се помачни за месење, ама добри се. И сега ќе го извадам на работната површина. Ќе ставим, нароси брашно, нароси брашно. Со рачето фати. И стави на работната маса. Ете така. Ајде, браво. Вака може? Добро е? Може? Да. Супер. Сега ќе го префрлиме тестото на работната маса, да можеме покомотно да го измесиме. Ете така. Добро. Браво, бе, Темјана, значи ти си сила, закон си, закон. Ајде сега, вака, да почнеме да месиме. Ајде, така. И јас ќе додавам брашно. Добро? Да. Јас не се лепи тестото заради тоа што имаме путер, но треба уште брашно да се стави. Дај ми го и тоа да го соберам јас. Така, па кога ќе го формирам, ќе ти дадам една половина. Важи? Ти мириса убаво? На цимет и на ореви мириса. И овие одма се печат и одма ќе бидат готови. Имаш сестричка, братче, имаш? Сестра. Сестра имаш, колку си срекна ти дека имаш сестра. Колку годинки има сестра ти? 3 оди уште во градинка. Во градинка. Браво, браво. Ете така. Уште малку, сега ќе го месам, треба уште да го месам. Така.
И треба уште брашно да му ставам. И после со сукалото ќе ти дадам ти да сукаш со сукалото. Важи? Браво! Кажи ми, некогаш си снимала, си била пред камери? Никогаш. Никогаш. Кажи колку е забавно и колку е добро. Прекрасно. Нели прекрасно е? Убавица, прекрасно е, да. И веќе верувам дека ти ќе го смислиш и следниот рецепт, нели? Да. Ете така. Сега само добро месење. Да влезе брашното секаде и да формираме убаво тесто. Тврдо, бисквитно тесто. Така. Уште малку ќе треба. Сега ќе внимаваме додека го работиме тестото, затоа што ова тесто нели од ванилица малку се ирони. Така да собереме од тука. Добро. Ајде и тука вака да го соберам. Леле, браво за нас двете, за тебе највеќе браво. Уште малку. Ти собираш, браво. Така, јас ке месам, а ти собирај. Добро, према тестото. Уште малку ќе месиш. Уште малку, да. И мислам дека брашно нема да додавам повеќе, дека е доволно. Ако имате дома модли, можете да ги формирате колачите, ванилиците со модла, но порано не постоеле модли. Старите баби, мајките со чашка, таа од ракија, таа од вода, си правеле крупчиња и си ги ваделе ванилиците. Така. Добро. Еве го. Веќе е добро. И сега ќе го месиме. Уште малку. Ќе го измесам и ќе го расукаме со една оклакија. Еве, тоа самото си кажува кога е веќе готово. Добро. Еве го тестото. Наросуваме со брашно. И горе и доле. Еве така. И сега ќе употребиме оклагијата. Сега вака. Ќе ти дадам и на тебе. Ајде поблиску да ти е тука. Важи? Ајде. Браво, Бетемјана. Браво. Браво, па колку си силна. Одлично. Може сега јас да ти помогнам? Ајде. Чекај се. Вака. Дај ми го сукалцето на мене. Ке си вадиме крупчиња, треба кората да биде околу еден прст. Па после тоа што ќе остане помеѓу крупчињата, ние ќе го размесиме повторно. Еве ти сега на тебе една чашка, вади ги крупчињата. Дојди поблиску до мене. Еве вака. Добро. Тргни ги рачињата, Злато. Чекај. Ајде, само внимателно. Убаво нежно ќе го фатиш и ќе го ставиш ете така. Ајде. Притисни. Браво, Бетемјана. Браво, Злато. Браво.
Пушти сега јас. Еве ти, само многу нежно ќе ги допираш, добро? Ајде. Ете така. Леле, јас и ти сега како ќе се пофалиме двете со овие убави ванилички. Ете, гледате, кога имате помош, како брзо оди се. Чека, ова тестото вака ќе го собираме тука. Ете така. Супер, и после кога ќе се испечат, ќе ги извалкаме во прав шекер. Повели. Чекај. Ете така. Чекај да видиме, да направиме место, може да направиме повеќе место? Да. Така. Да ти направам место да ги редиш и другите колачиња. Добро? Имаме место. Ајде сега јас ова повторно што ќе остане ќе го размесиме и таман ќе ја наполниме тепсијата. Ете така. Извадам од лимонот, така. Ајде сега, уште малку брашненце. Ова тесто се работи нежно, затоа што и нежно е тестото. Ајде сега. Сега оди следната, повели. После ти ќе ги препалкаш во прав шекер, добро? Така. Повели и ова, стави го и тоа. А ова што ќе ни остане, ќе направиме, не мораме пак да го измесиме. Ќе наполниме и друга тепсија, договорено? Така, таа тепсија нека е таму, ќе ја вклучите редната на 150, 160 на почеток и потоа, кога ќе почнат да зацрвенуваат, да се запекуваат, можете и на 150, па сигурно едно 20 минути. И потоа, кога ќе бидат веќе речиси изладени, тогаш ќе ги наросите и ќе ги препелкате во прав шекер. Па ние можеме и топченца. Ајде да направиме топченца од овие. Ајде, еве вака. Добро? Ајде. Ете така. Еве ни ги нас подготвени овие за печење и се гледаме со вас, драги гледачи, откако ќе ги испечеме. Чекај вака се. Може уште едно да извадам. Може уште едно, ќе имаме место за уште едно. Еве така. Еве го, супер е. Ти прави топченца од другото тесто, важи? Супер. Еве ни ги ваниличките што ги направи Темјана. Браво за Темјана и сите ти аплаудираат што те гледаат пред малите екрани. Останете со вкусот на традицијата. Еве, драги пријатели, нашите колачиња со Темјана што ги правевме, тоест Темјана што ги направи, се испекоа. И да ви кажам, не се веќе скрос изладени, но така, и ние одлучивме веќе заедно исто да си ги препелкаме во прав шекер. Значи вака, така па од другата страна. И ќе ги редиме во чинија, така? Да. Еве, сега, чекај, топло јас ќе ти дадам, добро? Еве вака. Јас ќе ти ставам во чинијата. Сега да ги пробаш да ми кажеш дали ти се допаѓаат, важи? Они се ронат затоа што се уште топли, врели се. Кога ќе се изладат, веќе ќе го... Дали ти се допаѓа? Да. Како вика тетка Адријана?
Нели? Оу, ајде сега. Ова е за мен или уште едно на тебе да ти дадам. Чекај, тоа е за уште тебе. едно, не за сестра ти, уште едно. Чекај сега. Ова за мене. Можете со чајче, возрастните со бело винце, со кафе. Преубави колачи си направила. Кажи колку се добри. Добро. Оу, прекрасни се. И едно за тату и за мама. Ќе им пратиме едно на тату и на мама, така? Да. Браво, браво. Еве, драги мои, направете ги и вие овие ванилички, вашите дечиња, вашите внучиња ќе се радуваат и вака сладко ќе си јадат. Јас и Темјана многу ве сакаме, ве гушкаме сите, ве поздравуваме, така? И ветуваме дека сите колачики ги изедеме, нели? Така, чао, чао, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување. Прекрасно.